Американскиот председател Трамп воведе санкции за руските нафтени компании Лукойл и Роснефт. Путин наведе дека поради санкциите ќе има одредени загуби, но дека нема значително да влијаат врз руската економија. Патиштата поцрвенеа, бидејќи милиони црвени ракови на Божикниот остров излегува од средиштето на островот за нивното годишно миграцијско патување до брегот на Западна Австралија. Над 100 милиони ракови се уникатни на островот, од кои голем дел е прогласени за национален парк и се заштитени со Австралискиот закон. Миграцијата, која обично трае со денови, а раковите патуваат до океанот, каде што се парат. Женките потоа остануваат во дупките во близина на океанот за да ги изведат своите јајца. Мажјаците се враќаат во внатрешноста. Секоја женка рак може да произведе до 100.000 јајца кои ги положи во водите од океанот. На коментарите на македонскиот шампион Европа Пелистер синоќа претрпеа пораст 36-26 на гостувањето кај европскиот првак Магдебург во шестото коло од Лигата на шампионите. Домашниот тим ја потврди фаворитската улога и остана единствената непоразена екипа во групата, додека битолчани се на предпоследното место со една победа во првото коло против Загреб. Резултатската неизвестност беше само до средината на првиот дел, кога Магдебург имаше гол предност, последен пат 8-7. Потоа тимот на Магдебург направи серија 4-1 за 12-8, на полувреме беше 19-13. Во вториот дел Пелистер намали на 22-18, но до крај домашниот Пелистер стигна до двоцифрена победа. 36-26. Најефикасни на делот беа помагали со 80 голови со Магдебург и Пелистер или Кипански по 6 голови. Македонскиот шампион се натпревар да игра на домашен терен на 12 Големите на Штендија остварија победа од 1-0 на синдикешкиот дуел од УЕФА конференцијската лига против Шелдон. Ова беше дуел од втората рунда во ова натпреварување. Во првиот дел двете екипи беа внимателни без поголеми шанси за промена на резултатот. Нешто поактивно се играше на почетокот на второто полувреме, но во судиското новозавршицата беше мирна. Сепак во судиското на дополнување стигна голот кога сите очекуваа натпреварот да заврши без победи. Во екстра времето по еден корнер Роналдо Бефта шутираше, а собствената мрежа затресе пат избере. Штендија дојде до победа од 1-0 историски стил. Следниот натпревар Штендија го игра на домашен терен против полската екипа Јагелонија на 6 ноември. Со ова завршуваме утрешните вести, се записани на вестите во 12 часот. Пријатно.